Добар ден, почитувани колеги. Ја отворам седницата на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина со следниот предлог на дневниот ред. Ќе ви ги прочитам точките една по една. Прво, програма за измени и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Второ, одлука за поставување урбана опрема, тезги и трицикли на подрачјето на општина Битола. Трето, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација КП број 5604 КО Битола. 4. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација КП број 11190/3 КО Битола 5. 5. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко-планска документација КП број 852 КО Буково. 6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки во идна урбанистичко-планска документација КП број 2030/7 КО Црнобуки. 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки во идна урбанистичко-планска документација КП број 2530/2 КО Црнобуки. 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгожани во идна урбанистичко-планска документација КП број 832 КО Драгожани. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 3236/2 КО Цапари. 10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 865/2 КО Дихово. 11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација КП број 946/2 КО Кременица. 11 точки на дневниот ред. Дали се прифаќа вака предложениот дневен ред? Ќе ве молам кој е за? Со 4 гласови за се прифаќа вака предложениот дневен ред. Преминуваме на точките на дневниот ред. Првата точка, програма за измена и дополнување на програма за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Го молам представникот на општинската администрација да се произјасни по предлог точката. Значи, добар ден на сите. Предлогот за измена и дополнување на програмата на финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година предвидува дополнување во точка 6, од каде што од страна на заинтересирани физички и правни лица се додаваат точка 6.37 урбанистички проект во нов од урбанистички план за нов 10-20 киловотен кабелски вод и изградба на нова КБТС 1020 на КП 17557/2 КО Битола 5. 6.38 урбанистички проект во нов од урбанистички план за уредување на земјиште со намена
Е16 изградба на канализацијски колектор и градба за прочистување на отпадни води со приклучување кон веќе изграден колекторски систем на Национален парк Пелистер, општина Битола. Во точка 7 се додава кон заинтересирани физички и правни лица со подточка 7.10 урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела 23 и 24 од детален урбанистички план за централно градска подрачје 4ти дел Битола. 7.11 урбанистички проект со план за парцелација на КП 460 ко Брусник, општина Битола. Значи, тоа е точките кои се поминати на Комисија за урбанизам при општина Битола и се наведени во оваа измена за и дополнување на програмата. Доколку има прашања? Ви благодарам. Дали некој бара збор? Отворам претрес по предлог точката. Бидејќи никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Ќе ве молам кој е за. Три гласови за и еден воздржан. Одиме на точка број 2. Одлука за поставување урбана опрема, тезги и трицикла на подрачјето на општина Битола. Молам представникот на администрацијата да се изјасни. Добар ден на сите. Локациите, видот и бројот на тезги и трицикла се утврдени согласно програмата која паралелно се носи со оваа одлука. Временскиот период за поставување на тезги и трицикла се определува за период од 6 месеци. Доделувањето на правото за поставување ќе се врши по пат на објавување на јавен оглас за добивање право за поставување. Огласот го распишува градоначалникот и објавува на официјалната веб страна на општина Битола и во најмалку 2 дневни весници. Почетната цена пак ќе се определи согласно одлуката за утврдување на почетна цена која што се гласа на оваа седница. За најповолна понуда ќе се смета понудата со највисок износ на месечен недоместок. Постапката ќе врши комисија што ја формира градоначалникот. За својата работа комисијата ќе изготви извештај со предлог за најповолен понудувач за градоначалникот. Потоа помеѓу градоначалникот и најповолниот понудувач ќе се склучи договор за условите и начинот на користење и одржување на добените локации. За понудувачот ќе биде обврзан да уплаќа и годишна комунална такса. Градоначалникот ќе донесе одобрение за поставување на урбана опрема по претходно склучен договор. Благодарам. Отворам претрес по точката. Дали имаме прашања? Повелете. Извинете, јас сакав да прашам, дали овие што сега работат трицикла, дали исто беа вака на овој принцип, да речем, на надавање, како, дали истиот принцип и за нив важеше? Сакам да прашам, овие што во моментов работат, дали беа исто вака на, како на оглас се јавуваја, за да ги добијат местата? До сега немаше принцип на оглас да се јави. Да. А зошто сега го воведуваме принципот? Со новиот план и програма што ќе се донесе сега на Добре. оваа седница е предвидени тие локации 14 после трафиките кај шеталиштето, кај оградата за детското игралиште уште 5 и под кафе бар Јагода уште 4 локации предвидени за тезги. Добро. Значи и тезгите спаѓаат овде, не само трициклата. Вака. Според новиот план и програма на улица Широк Сокак не е предвидено поставување на тезги. Добро. Тезгите ќе се поставуваат ако има некоја манифестација за краток период, ден, 2, 3, тогаш. Добро. Има предвидени локации кај може да бидат. Предвидени локации кај што може да седат повеќе денови, единствено ќе видат на шеталиштето, Добро. долу и под мезе бар Јагода, кај што е под Јагода од истата страна, така? Да. Значи тие што ќе се јават на овој конкурс, да речем, Така легални ќе бидат веќе, Така некако е. диви, да речем, така? Нема. Ти претходно добија одобрение сите. Ние никоја година диви немаше. Само сега се нацртани со микролокации, точно се знае кој е кај, како треба да се понаша. Така, пошто сега луѓето што веќе ги имат тие места, се жалат, се плашат дека може ќе ги изгубат. Има таква реалност да ги изгубат, да речем, бидејќи веќе е јавен огласот. Реално, кај што имаше ланската година, да кажеме, по трафиките, имаше 7. Добро? И од
спротивната страна имаше уште 6 или 7, не фаќате за збор. Така. Годинава ќе се обнови бициклистичката патека што е и самата патека не дозволува таму да има тезги, пошто Така. ќе има судир со помеѓу точаците и луѓето што купуваат. И затоа се сите префрлени од страната 14 локации од страната на трафиките. Така. А ќе имат овие луѓе досега што работеа нешто како предност или не може баш да се гарантира? Сите, не може да му гарантира. Тој што е спротива, тој си рачуна дека и тој има предност од другата страна. Така, затоа е предвидено со јавно надавање или да си направат некој договор меѓу нив па на надавање дека ќе види, ќе си каже самото надавање. А всушност кај ни како проблем е бидејќи вие сега ќе ги наредите од едната страна еден по друг, така? Тоа е идејата? А тие беа од двете страни, како да речем? Беа, да. Сега е нарушено со бициклистичката, Јасно. не смее да има поставено стану. Така. Добро. Вие ова јавно ќе го дадете во јавноста да знаат луѓето дека има оглас, нели така? Во два на сајтот на општината и во два весници. Така, добро, добро. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам предлог точката на гласање. Ќе ве молам кој е за? Три гласови за и еден воздржан. Со тоа се усвојува точката. Точките од 3 до 11 се легализации. Дали некој има некое прашање да постави, мислам дека се јасни. Дали се согласувате да ги читаме една по една и да одиме на гласање? Одиме со точка број 3. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намената и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација КП број 5604 као Битола. Ќе молам кој е за? Три гласови за, 4 гласови за, извинувам. Одиме на точка број 4. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација во идна урбанистичко-планска документација КП број 11190/3 као Битола 5. Ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Имаме некој технички проблем? Добро. Четири. Четири гласа за. Одиме на точка број 5. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација
со кој ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Буково во идна урбанистичко планска документација КП број 852 КО Буково. Ќе ве молам да гласаме кој е за. Четири гласа за. Одиме на точка број 6. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобук и во идна урбанистичко-планска документација КП број 2030/7 КО Црнобук. Ќе молам да гласаме кој е за. Четири гласа за. Одиме на точката под број 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобук и во идна урбанистичка планска документација КП број 2530/2 КО Црнобук. Ќе ве молам кој е за. 4 гласови за. Се прифаќа точката. Одиме на точка подреден број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгожани во идна урбанистичко-планска документација КП број 832 КО Драгожани. Ќе ве молам кој е за. Четири гласа за. Точката се прифаќа. Точка подреден број 9. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 3236/2 КО Цапари. Ќе ме молам кој е за. Четири гласа за. Точката се прифаќа. Преминуваме на точката подреден број 10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Дихово во идна урбанистичка планска документација катастарска парцела број 865/2 катастарска општина Дихово. Ќе ме молам кој е за. 4 гласа за. Преминуваме на точката и последната точка подреден број 11, која гласи: Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација КП број 946/2 КО Кременица. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за се прифаќа точката подреден број 11. Со тоа го исцрпувам дневниот ред и ја затварам денешната комисија. Ви благодарам на присуството и посакувам пријатен ден.